Речиси целата глобална работна сила на USAID ќе биде ставена на административно отсуство почнувајќи од петок, според соопштението на веб-страницата на Агенцијата за помош. Потек што доаѓа откако председателот Доналд Трамп и неколку членови на неговата администрација зборуваа за плановите за ревизија и потенцијално реструктурирање или укинување на делови од USAID. Агенцијата за странска помош на САД, USAID има околу 10.000 директни вработени, не броејќи ги десетиците илјади луѓе локален персонал што ги ангажира на своите мисии низ светот. Од овие 10.000 речиси 2/3 се распоредени вон САД. Земјотреси го потресуваа грчкиот вулкански остров Санторини на секои неколку минути во текот на престојната ноќ, додека властите ги зајакнаа своите планови за вонредни состојби во случај потресите да бидат предвесник на поголем земјотрес. Спасувачките екипи со куче трагач и беспилотни летала се распоредени на Санторини како мерка на предпазливост, додека властите забранија пристап до неколку крајбрежни области и наредија училиштата да затворат цела недела. Локалните власти на неколку други острови на Кикладите, исто така, ги затворија училиштата, додека јавните настани на Санторини се забранети. Првиот фестивал во Србија посветен на филмови создадени со помош на вештачка интелигенција ќе се одржи на 15 и 16 март на Факултетот за современи уметности во Белград. Членот на жирито и председател на вештачката интелигенција на Сојузот на Србија, Далибор Мариновиќ, изјави дека целта на фестивалот е да ја обедини уметноста и технологијата, нудејќи им на посетителите можност да погледнат иновативни филмови и да учествуваат во панели и дискусии. Новиот сингл Фала, R&B дуото ДНК го посвети на Фросина Кулакова, 22-годишната модна дизајнерка од Неготино која на 29 јануари беше прегазена на пешачки премин во Скопје. Дуото претходно ја најави песната на социјалните мрежи со видео во кое нивни пријатели и соработници го кажуваат насловот на песната. Оваа песна по својот стил потсетува на звукот од 2000-тата, велат Владимир Блажев Панчо и Андреј Ѓорѓиевски од ДНК. Како и претходните нивни песни, и оваа ја напиша нивниот постојан соработник Лазар Цветковски, заедно со Панчо. Спотот е снимен во Скопје во режија на Огнен Шапковски и Кристијан Теодоров. Посветата за Фросина се појавува на крајот од видеото.